Со низа организирани трибини, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе ги едуцира земјоделците како да аплицираат за субвенции поврзани со системите капка по капка, но и за новата ИПАРД 2 програма, која нуди бројни поволности. На средбите Агенцијата ќе ги информира сите заинтересирани земјоделци за придобивките од инсталирање на системите капка по капка. Во наредниот период ќе се организираат голем број на трибини директно на терен со земјоделските производители, каде што ќе се презентираат сите можности за оптимално рационално искористување на водните ресурси. Значи се добива оптимално обезбедување на вода за растенијата и од друга страна се зачуваат природните ресурси, односно се штеди на водата. Тоа ги штеди, значи заштедуваме на трошоци, на работна сила и така натаму. И овие системи се субвенционирани, така што има најава дека дури до 80% ќе бидат за оваа година субвенционирани од страна на државата. Во однос на ИПАРД 2 програмата ќе бидат исто така организирани средби, која за разлика од првата програма нуди повеќе поволности, но имплементирани се и програми кои првичната ИПАРД програма ги немаше предвидено. Разликата е во тоа што сега станува збор за ИПАРД 2 програмата, односно за вториот програмски период од 2014 до 2020 година, каде што беше преговарано во изминатиот период, така што се постигнати одделни поволности за разлика од ИПАРД 1 програмата, така што тука ќе бидат вклучени и земјоделските производители кои произведуваат житни култури, тоа не беше случај со претходниот ИПАРД 1, и ќе се обезбеди, се направи напор да се обезбеди можност да можат да набавуваат механизација и опрема и од други земји од светот производители, а не само од земјите членки на Европска унија. Исто така, со цел земјоделците полесно да дојдат до субвенциите, се апелира да ги ажурираат податоците во регистарот на Министерството за земјоделство, најдоцна до 15 март. Од приведените капацитети понатаму ќе зависи искористувањето на средства од другите програми. Тоа значи дека сите производни капацитети мора да бидат во рамките на законските рокови евидентирани, за да можат понатаму да се користат финансиските средства и од програмата за директни плаќања и од програмата за рурален развој. Со Националната програма за поддршка на руралниот развој за година во владата на Република Македонија од буџетот има издвоено над 6 милиарди денари, кои им стојат на располагање на земјоделците.